Владата на СДС не е реформска, туку антиреформска. Еден од првите проекти на министерот за култура Роберт Алагјозовски не е некоја нова инвестиција во културата, ниту пак некоја нова театарска представа, туку доследно спроведување на политиката на Заев за бркање на луѓе од работа. Алагјозовски исто како Заев пред камерите зборува едно, а во министерството работи сосема друго. Тој вчера во дебатна емисија пред целата јавност рече дека од министерката Елизабета Канчевска-Милевска наследил професионален тим, со кој професионален тим одлично соработувал. А пред само неколку дена ги раскинал договорите за вработување на тројца вработени од министерството, без никакво објаснување. Алагјозовски и СДС работат спротивно од она што јавно го ветуваа пред граѓаните за време на изборната кампања. Дека нема да вршат притисок врз вработените во администрацијата, дека ќе го почитуваат професионалниот кадар во администрацијата и дека нема да бркаат од работа. СДС не издржа ни 10 дена власт пред да си го покаже вистинското лице. Бркањата на административците од работа, најавено од страна на Заев уште во Валандово, по принципот сите ќе ги избркаме и ќе влеземе тимски од чистачка до министер, почна со реализација и тоа е евидентно. Ова е вистинското лице на СДС кое го знаеме од минатото. Уривањето, блокирањето, застоите на државните и општествени текови и процеси се нивна главна одлика. Бркањето на луѓе од работа за на нивно место да инсталираат своји партиски послушници, потрчковци, е нивна карактерна особина. Граѓаните од СДС очекуваа покачување на плати и поголем стандард, за сега да добијат реваншизам и бркање од работа. Граѓаните можат да видат дека Заев под превезот реформи и живот, мислел на реформи и живот за тесното раководство на СДС и луѓето блиски до нив. Благодарам.